Природата нема мед, многу малку мед се произведува за нашата држава. Пчеларите децидни дека драстичните климатски промени најпрви им влијаат врз пчелите, бидејќи тие најмногу ги чувствуваат промените. Со тоа доаѓа до намалена количина на мед или погинување кај пчелите. Проблемот е тоа што иако е бројот зголемен, природата нема мед. Природата многу малку дава мед и едноставно медо е малку тај што го произведуваат у Македонија пчеларите. Малку е за нашата држава, па тешко дека ќе има нешто за извоз. Можеби нешто ситно има, меѓутоа производството на мед е малку. Вие драстични климатски промени, пчелите се живи суштества кои најпрво го тоа осеќат и кај нив тоа се многу одразува. Значи, од намалена количина на мед, они кои ќе ја донесат до овие погинувања за кои постојано слушаме. Пчелите се многу осетливи и они се прв индикатор дека едноставно нашата планета не и се пише баш добро ако нешто не сменеме. За добар мед потребно е пчелите да бидат поставени во чиста средина каде нема загадување и купувачите треба да прашуваат од каде е медот и каде се чуваат пчелите со цел да добијат квалитетен производ. Пчеларниците не треба да бидат покрај автопати, фабрики. Тие се критериумите, значи пред се треба да биде една чиста природна средина која што нема загадувачи и мислам тие луѓето ќе се задоволни со медо што ќе го купат. Александра Илиева од Радовиш, која повеќе од 2 децении се занимава со одгледување на пчели, вели дека ги имаат сите производи од пчела и се нудат на заинтересираните граѓани, но и на пчеларите. Децидна дека за живот има. Поглед на пчеларството, ние може да се кажеме дека ги имаме сите производи, освен пчелниот отров, кој не го вадеме, друго се, значи матичен млеч, полен, некоја мала количина на перга, роеви, матици, сето тоа се произведува и се продава, кој колку му треба, колку можеме и ние да произведеме, пошто сепак тоа се ограничени ресурси со кои се располага и не се некои огромни количини. Меѓутоа има, значи имаме и матичен млеч, и поленов прав. Исто така и пчеларите кои сакат да се занимаваат со пчеларство, може да си купат пчелни семејства, матици, постарите пчелари кои не можат да си произведат матици, кои сакат да заменат матицата, не се задоволни од неа, може да си купат. Годината во поглед на пчеларството не ветува многу, но од друга страна радува фактот дека расте интересот кај младите за одгледување пчели.